Мораме да разбереме кога зборуваме за Скопје дека всушност мемориските пейзажи не се секогаш пейзажи на задоволството и на гордоста на граѓаните. И тие мемориски пейзажи многу често се врзани со чувство на губиток, чувство на социјална фрактура, на губење на чувството на припадност, како што е случајот за Скопје. И за жал мораме да признаеме овдека дека Скопје навистина се соочува со обезвреднување на речиси сите своји мемориски пунктови. Како прва категорија на тие мемориски пейзажи е всушност се природните пейзажи на Скопје, кои што се една, како да кажам, најстабилна, најконстантна позадина на архитектурата на градот. Она што го гледаме по состојбата на реката Вардар, по состојбата на незините притоки, третманот на допирот на планините со потонатината на која што се наоѓа Скопје, од едната страна губењето на градските тераси од водно, од другата страна несоодветниот третман на брдата кои што не спојуваат со Скопската Црна Гора. Сето тоа не доведува повторно до заклучок дека сме го злоупотребиле тоа голо тело на градот, како што го нарекуваше професорот Поповски. Тоа се чита и низ едноставно незнаење да се работи во природниот контекст, што не доведува да имаме згради во расадник во кисела вода и згради на водно подеднакво исти. Некогаш архитектурата на Галичник, нели, имаше причина зошто се разликува од архитектурата на куќите во Битола, и тоа само не потсетува дека нашите градители знаеле многу повеќе од нас.